Денешниот патриотизам нужно подразбира квалитативно подпирање на минатото како основа за постоењето, но не со претопување во масата, туку со зачувана индивидуалност и интегритет. Тој треба да одговори на предизвиците од своето време и да биде континуитет на веќе поставените темели. Ова особено се однесува на македонското нематеријално културно наследство, кое станува се позагрозено. Од тука на Македонија итно и е потребна нова системска и законска регулатива за соодветна заштита на духовното културно наследство, како што се јазикот, фолклорот, обичаите, вели експертот за заштита на културното наследство Александар Јордановски. Значи треба системски приод и квалитативен, не адхок и парцијални решенија. Во системската грижа, значи, ние како држава ние не можеме да кажеме ова е поважно, ова е поневажно. Се што е ставено на листа како културно наследство, се е важно. Но уште поважно е системски воспоставена грижа. Тоа значи и планирање, и финансирање, и реализирање на проекти. А ние го имаме сега тоа? Сега го немаме тоа. Сегашниот закон за заштита на културното наследство е веќе надминат. Од друга страна, и во овој сегмент, својот неповратен данок си го зема иселувањето. Експертите стравуваат дека ќе нема кој да ги реализира проектите. Ние можеме да добиеме да изработиме добри закони, можеме да обезбедиме пари, но ќе немаме луѓе кои ќе ги реализира проектите. Мислам дека тука е најголемата опасност. На истиот став се и од Институтот за старословенска култура, кој од 2010 година е овластен субјект за заштита на нематеријалното културно наследство и континуирано изработува елаборати со цел нашето наследство да се зачува во изворната форма и како такво да се пренесува на идните генерации. Загрозено од аспектот тоа што постојано се внесуваат нови елементи во некои традиционални обичаи, постојано се забораваат обичаите, цели населби села се раселуваат и на тој начин всушност нема носители кои што би го предале ова наследство на следните генерации. На оваа тема, викендов во Прилеп, беше промовирана и книгата Културолошки точки на Македонија од експертот за заштита на културното наследство Александар Јордановски.